Разговараме со нашата позната аптекарка Марта Мартиновска. Господја Мартиновска, што апчиња најмногу конзумира нашиот народ? Па главни конзументи кај нас во аптека се пензионерите и они најмногу конзумираат апчиња против зголемен притисок, за смирување, апчиња за срце, тук там по некоја виагра, али морам да напоменам сега дека во последно време доаѓаат и млади и стари пациенти. Значи и млади луѓе доаѓаат да купуваат апчиња. Дали тоа се должи можеби на смрадот од депониите? Не, тоа го надминавме, више тоа не постои, него како се наближува 29 септември, така се зголемува бројот на пациенти кои што доаѓаат кај нас. 29 септември, тоа е за 2 дена. Да, во понеделник. Не можам да сватам каква е врската на 29 септември со зголемувањето на продажбата на апчињата, но 29 септември е почетокот на кампањата за локални избори. Токму така и сега ќе ви дадам неколку примери. Еве, пред некој ден дојде една средовечна господја, ми вика, ве молам, дајте ми нешто за смирување, многу ми е тешко, кога ќе го видам од овој Мицковски, значи не можам да дишам, многу се возбудувам, дајте ми нешто за смирување и јас си викам, па ако многу се возбудувате, ве молам, сменете ја програмата, пуштите си на порничи и вика да порничи и она ми вика не можам да гледам порничи, добивам тахикардија. Да. Добро, сега да не го пеналиме само премиерот Мицковски, така? Претпоставам дека има пациенти што се револтирани од Филипче. Да, има и такви. Еве сега ќе ви дадам друг пример. Доаѓа еден дечко на свој 35 години, ми вика дајте ми некакви капки за прогледување. И му викам какви капки за прогледување, што осеќате, нели морам да го прашам. И он ми вика, кога ќе го видам Филипче, ми паѓа мрак на очи и сатоа сакам да ми дадете некакви капки. И му дадов и капки. Капки за прогледување. Добро, доаѓаат ли албанци да купуваат лекови? До сега не дошле албанци со таков проблем. Не сум имала такво искуство. Јасно. Ви благодарам многу, господја Мартиновска. Убав муабет направивме. Докторке, јас се извинувам, здраво. Здраво, и не сум докторка, јас сум аптекарка. Добро, тоа све исто, мислам. Кажи ми, докторке, дали имаш да ми кажуваш нешто, да ми препорачуваш нешто многу квалитетно против диафрагма? Ова што е пролив. Не диафрагма, диареја. Диареја за деца или за возрастни? За сите, и за деца, и за мене, и за жена, и за мајка, и за татко, за све колективно треба. Па вас вирусот цела фамилија ви нападна? Не бе, брат, не бе, ова за 2 дена е овој предизборна кампања. А кај мене у фамилија, дојде предизборна кампања, одма проблем. На сите у стомакот како ни прави вака вр, тоа. Ни се превртува црева од овие ајдуци, и наши, и ваши. Досадни се, леле, досадни како балерина у пензија. Жими све ти кажувам, тоа. Ама проблем не голема фамилија, у ВЦ да отидеш, едно ВЦ, многу луѓе, татко ми кога се заглави у ВЦ, катастрофа, врта се. И викам да дојдам ја кај овој докторка да ми дава нешто за диафрагма, за да издржиме до 19 октомври, треба тоа многу дена се, Диареја, дојди ќе ти дадам нешто за затвор. Не затвор, зашто затвор? Кој затвор? Што сум правил ја? Што сум грешил ја? Без мене затвор. Зашто мене затвор? Што му даваш затвор на овие досадни што се гураби и што јадат? Ја затвор не Не таков затвор, нешто за запек. Да не какаш. Запек, може докторка. Ај ти заврши со овој господин, ја ќе ти чекам. Толку ни е муаветот. Ви благодарам, господјо Мартиновска, на муаветот, се најубаво услужете го човекот. Ете, почитувани гледачи, се развеселивме со муаветов. Што да ви кажам, за 2 дена почнува кампања. Снабдете се со лекови, бидејќи ќе биде многу досадно. Пријатно.